Почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Еју Прустеми, почитувани градоначалници на општина Прилеп, општина Градско и општина Росован, почитуван поранешен министер за транспорт и врски Сугаревски, почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувани представници на изведувачот и на надзорниот орган. Со задоволство денеска би сакал да информирам јавноста дека експресниот пат од Градско до Прилеп се гради. Обстојуваме на најавите и на нашите ветувања дека овој пат мора да биде реалност. Мораме да имаме подобра патна инфраструктура и подобра патна врска од Градско кон Прилеп. Оваа влада покажа истрајност, покажа решителност да ги изгради и најтешките инфраструктурни проекти во државата. Експресниот пат Градско-Прилеп е приоритет не само за владата. Тој има преголемо економско значење за сите граѓани од Градско, Росоман, Прилеп, Битола и целиот Пелагониски регион. Токму заради огромната потреба за брз и модерен, безбеден патен правец, останавме цврсто на нашите приоритети и определби да го изградиме овој експресен пат. Денеска се наоѓаме на првата делница Градско-Дреново, од каде започнуваат засилените градежни работи за доизградба на овој патен правец. Претходно на оваа делница, заради слабата работа на изведувачот и неможност да одговори на рокот за изградба, договорот беше раскинат. Тоа беше единственото рационално решение за да го продолжиме да го градиме овој експресен пат. Тоа што е најважно, во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, за кратко време успеавме да ги надминеме сите настанати проблеми со изведувачите и да склучиме нов договор со новиот изведувач компанијата Штрабак. Благодарност до изведувачот за решителноста и професионалниот однос и очекувам во рамки на дадениот рок, дури и пред самиот краен рок, да биде завршен овој експресен пат. Вредноста на целата инвестиција е 24,7 милиони евра, средства обезбедени во 85% од ИПА фондовите. До сега вкупната изградба на патот е со 34,4%, што значи дека новиот изведувач има обврска да ги доизгради останатите 65%. Крајниот рок е месец јули 23 година, но моите очекувања се дека тој рок може да биде и порано и целиот објект да биде, и целиот автопат, односно експресен пат да биде завршен пред самиот рок. Друга работа што сакам да потенцираме втората фаза, односно делницата од Дреново до Фариш. Знаете дека и овде изведувачот го напушти граделиштето, зашто сега водиме спор пред меѓународните судови. Но тоа што е важно е дека и за оваа фаза веќе се избра нов изведувач, а тоа е компанијата Синохидро. Тие постепено ја активираат својата оператива и очекувам наскоро да започне и овде силна градежна активност во периодот кој што следи. Процесот на градежните работи за оваа втора фаза е 35%, а инвестицијата е 32 милиони евра. Очекуваме според договорот и на оваа делница да биде завршена во јуни 23 година, така што за 2 години од сега граѓаните ќе се возат по брз, модерен и безбеден експресен пат кон Прилеп. Во меѓувреме активно работиме на подготовка на документацијата и за третата делница од селото Беловодица до каменоломот Маврово и проширување за уште една лента во двата правци на потегот од мостот Ленишка река до влезот на Прилеп. Очекуваме до крајот на 2021 година да распишеме јавен повик за изградба. Нашето присуство денес овде е доказ за сериозноста и за заложбата на оваа влада и сите институции за изградба на овој патен правец. Знаеме колку им е потребен на граѓаните заради побрза комуникација, заради поголема безбедност, заради економија и заради развој на Пелагонија и регионот. И заради тоа ве уверуваме дека работиме со сите сили и ги даваме сите напори овој патен правец да го финишираме и пред самиот рок. Ви благодарам. Почитуван министр за транспорт и врски господин Бучварски, почитувани градоначалници на општини Прилеп, Градско и Росован, почитуван заменик директор на јавно претпријатие за државни патишта, почитувани медиуми, почитувани присутни. Коридорот 10 е најважна меѓународна рута која минува низ земјата и ги поврзува регионот со останатиот дел на Европа. А денеска вршиме увид во изградба на експресниот пат Градско-Дреново,
Pad koji je del od krakot D na koridorot 10. Delnica koja odi od Velez kon Igumenica preko Prilep, Bitola, Lerin, poznata i kako Via Ignatija. Ekspresni pad Gradsko Prilep je podelen na 3 delnici. Prva delnica je izgradba na ekspresen pad Gradsko Drenovo, vtora delnica je izgradba na ekspresen pad Drenovo Fariš i treta delnica proširuvanje na patna delnica od Prilep do most Leniška reka i izgradba na treta lenta na patna delnica od selo Belovodica Kamenolom Mavrovo. Ovaj pad je jedan od najznačajnijih patni pravci vo državata, kada što dnevno pominuvat i nad 6000 vozila od site kategoriji. Delnicata Gradsko Drenovo se finansira od programata za nacionalni patišta, odnosno sredstva se obezbedene od IPA fondovi vo visina od 27,75 milioni evra so nacionalno kofinansiranje vo visina od 3,7 milioni evra ili vkupno 25,4 milioni evra. Problemите što ги имавме во реализација на овој проект, бидејќи изведувачот ја напушти трасата, сега веќе зад нас. Изградбата на првата делница, Градско Дреново, ја презема компанијата Штрабак, која има технички и човечки ресурси за нејзина навремена изградба, а надзор е доверен на ЕГИС. Пред една недела изведувачот беше воведен во работа и ние искрено се надеваме дека за 2 години ќе имаме модерен експресен пат по кој безбедно ќе се вози до сакана дестинација. Дозволете само накратко да ве запознавам со карактеристиките на патот во изградба. Експресниот пат е со должина од 15,5 км. Предвидени се 5 виадукти мостови, 4 надпатници, 4 подпатници и 2 клучки кај Градско и Росоман. Содржи 2 возни ленти од 3,5 метри, 2 ленти за засрнување од 2,5 метри и по 2 рабни ленти, со вкупен патен профил од 12,4 метри. Веќе е започнато да се работи и во моментот интензивно се извршуваат градежни активности на клучка и надвозник Градско. На втората делница од Дреново до Фариш, која е со должина од 10,2 км и за кои се издвоени 31,8 милиони евра средства од ЕБОР, започна да работи Синохидро. Наскоро започнуваме и со реабилитација на патниот правец Фаришка клисура Прилеп, превој Плетвар во должина од 19 км и вредност од 5,6 милиони евра, со што значително ќе се подобри патна инфраструктура на коридор Д на паневропскиот транспортен коридор 10. Ви благодарам. Индруар министри транспортите Лидија Зоти Бочварски, тандруар кријатарта комунавета Прилепит, Градскос, Лве Росоманит, индруар завен директор и Индермар Республика Руга Штетроре Зоти Трпевски, индруар иш министр и транспортите Ливидеве Сугарески, тандруар медиуме, тандруар Тапранишам. И емисот këtu në fillimin e punimeve të kësaj rruge, e cila lidh korridorin e 10, e cila është korridori rëndësishëm ndërkombëtar që kalon në përvendin ton dhe lidh rajonin me pjesën tjetër të Evropës dhe sot inspektojnë ndërtimin e rrugës magjistrale Gradsko Drenovo, një rrugë që është pjesë e krahut D të korridorit 10, seksion që shkon nga Velesi në Gumunic përmes Prilepit, Manastirit Lerinit, i njohur si rruga Via Ignatija. Rruga Gradsko Prilep është ndarë në 3 seksione. Seksioni i parë është Gradsko Drenov, seksioni i dytë është rruga Drenov Farish dhe seksioni i tretë është aksi Renov nga Prilepi deri te ura e lumit Lenishk dhe ndërtimi i korsisë së tretë të aksit rrugor nga fshati Belovodic Kamenolov Mevrov. Kjo është një nga rrugët më të rëndësishme në vend, ku çdo ditë kalojnë mbi 6.000 automjete të gjitha kategorive. Seksioni Gradsko Drenov finansohet nga programi për rrugë kombëtare, gjithsesi mjetet janë siguruar nga fondet IPA, me vlerë
prej 21,7 milion euro me bashkëfinansim kombëtar, me vlerë prej 3,7 milion euro, që gjithsej bëjnë 25,4 milion euro. Problemin që kemi pasur deri tash në realizimin e këtij projekti, nga se kontraktori kishte lëshuar trasën, tash janë pas nesh. Ndërtimi i seksionit të parë Gradsko-Drenov është ndërmarrë nga kompania Strabag, e cila ka burime teknike dhe njerëzore për të ndërtuar sa më shpejt dhe në kohë dhe në mënyrë kualitative këtë pjesë të rrugës. Mbikëqyrja i është besuar EGIS. Një javë më parë kontraktori hiri në punë dhe shpresojnë se sinqerisht për 2 vjet të kemi një rrugë magjistrale moderne që në mënyrë të sigurt do të vozitet në destinacionin e duhur. Më lejoni t'ju prezantoj shkurtimisht në disa pjesë teknike të rrugës e cila jemi duke inspektuar. Rruga është me gjatësi 15,5 km. Janë parashikuar 5 viadukte dhe ura, 4 mbikalime, 4 nënkalime dhe 2 kryqëzime në Gradsko dhe në Rosoman. Ai përmban 2 korsi me 3,5 metra, 2 korsi me ndalimin nga 2,5 metra dhe 2 korsi të trafikut me një profil rrugor për 12,4 metra. Puna tashmë ka filluar dhe aktualisht po krihen aktivitete intensive të ndërtimit të kryqëzimit në mbikalimin e Gradskos. Në seksionin e dytë nga Drenova në Faris, e cila është me gjatësi për 10 km dhe që për të cilët janë ndarë 31,8 milion euro të fondeve të Bergjit, Sinohidro ka filluar punën. Së shpejti do të fillojë edhe në rehabilitimin e aksit rrugor Grika-Farish deri Prilep, qafa e Pletfarit, me gjatësi prej 19 km dhe me vlerë prej 5,6 milion euro, që do të përmirësojnë në mënyrë të rëndësishme infrastrukturën rrugore të krahut D të korridorit 10, i cili është shumë i rëndësishëm për shtetin tonë. Ju falenderoj. Poštovani ministar za transport i Vrski, gospodin Bučvarski, poštovani direktore na javното предприятие за държавни пътища, господин Устеми, poštovani gradonačelnici na Rosoman i Gradsko, poštovani медиуми и poštovan изведувач Strabag на ова траса. Ние сите се радуваме за овај експресниот пат Градско-Прилеп, што ќе се направи во наредните 2 години, ама пред се радуваат граѓаните од Пелагонискиот регион. Пред се тоа се општина Прилеп, општина Битола, општина Ресен, Крушево и руралните општини од Пелагонискиот регион, затоа што со изградбата на овај експресен пат, Пелагонискиот регион, граѓаните во Пелагонискиот регион, економијата ќе добијат најмногу. Јас мислам дека после изградбата на овој експресен пат, поинако ќе биде и економијата во Пелагонискиот регион, развојот воопшто, ќе се скрати време траењето на пристигнување од Прилеп до Скопје, а особено безбедноста на граѓаните кои што ќе путуваат од овој регион. Благодарам.